На локацијата каде што се гради производствениот капацитет на холандскиот инвеститор Антура, интензивно се одвиваат градежните активности. Механизација и работници ја поставуваат подлогата и носечките столбови на објектот, што ќе се простира на површина од околу 1 хектар. Во посета на локацијата на градбата дојде и министерот Веле Самак, при што рече дека за краток период во Кочани влегле 2 странски инвестиции, кои во иднина треба да вработат близу 2000 луѓе. Холандската фирма Антура, каде што сме тука денес на местото кое се гради, и оваа фирма има намена за производство на украсно цвеќе, тоест расади на орхидеи, кои ќе бидат извезувани во западноевропските пазари. Со оваа инвестиција кои се проценуваат околу 6 милиони евра, ќе бидат вработени 300 лица тука од Кочани. Кога се земе во предвид оваа инвестиција заедно и со америчката инвестиција Амфенол, гледаме дека има голема перспектива во Кочани за вработување, за иднината на младите и за можности за дополнително ангажирање и на домашните фирми во вакви проекти. Министерот Самак рече дека се разгледувале поволностите и за искористување на другите можности за привлекување странски инвеститори во Кочани. Според градоначалникот Димитровски, освен за целосно нови инвестиции, се размислувало и за повторно активирање на објектите на некогашните индустријски капацитети. Разговаравме за она што го како општина предвидовме за новиот дел, урбанизираниот дел над каналот, како индустријска зона. Разговаравме за индустријската зона која што имаме во просторот на фабриката за хартија и разговаравме за оние наши стари погони, односно стари фирми кои што ги имаат погоните неискористени, за да можат евентуално некоја браунфилд инвестиција да биде вклучена во овој дел. При посетата на министерот Самак беше речено дека првичните планови на инвеститорот Антура е објектот да биде готов до крајот на оваа година, но веќе се добиени ветувања од изведувачот на градежните работи, оти е можно да се заврши и многу порано, односно до крајот на летото. За неколку месеци дел од менаџерскиот тим ќе замине на обука, пошто во текот на есента се планира да се направат и првите вработувања.